Клиниката за нефрологија ги исполни критериумите за добивање на сертификатот за акредитација. Директорката на Агенцијата за акредитација на здравствените установи денеска официјално им го додели сертификатот и одржа работна средба со тимот на лекарите од оваа клиника. Директорот на клиниката за нефрологија, доктор Александар Шикола, вели дека целиот медицински персонал постојано и посветено работи со пациентите на оваа клиника и дека еден од приоритетите им било токму стекнувањето со акредитација, затоа во изминатиот период бил формиран посебен тим кој што работел на подобрувањето на условите за лекување на пациентите, пошто ете и денеска официјално го добија сертификатот за акредитација. Приоритетна задача, вели директорот, и во иднина ќе биде давањето на квалитетни здравствени услуги на пациентите. Во продолжение предлагам да ги погледнеме изјавите на директорот на клиниката и на директорката на Агенцијата за акредитација. Неодамна беше спроведено надворешно оценување и според критериумите за стекнување статус на акредитација, Универзитетската клиника за нефрологија ги исполни задолжителните критериуми и останатиот одреден број на критериуми за да се стекне со акредитација, според дадените стандарди кои се усвоени на владата на Република Македонија. Кои се проблемите, зошто треба многу да им се честита и да се пофалат и да биде поттик за другите установи? Првиот проблем и основен е што се во една заедничка зграда, инфраструктурно е многу тешко да се исполнат стандардите, за среќа тие успеаја, меѓутоа во нашиот мандат на агенцијата тоа не е еднократна постапка, стекнување на статус на акредитирана установа, давање на сертификат, туку како што гледате ве денеска продолжуваме со активностите на истото поле и со истата болница, бидејќи секоја акредитирана установа има обврска да изработи план за унапредување на квалитетот согласно забелешките кои што се добиени од надворешните оценувачи. На посебен приоритет ја поставивме акредитацијата која што сакавме да ја добиеме од Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи во Република Македонија. Заради тоа создадовме еден работна група, односно тим, кој што работеше подолго време на изработка на процедури и стандарди со цел задоволување на критериумите и стандардите што ги бара Агенцијата за акредитација и автоматски тоа значи дека нашиот квалитет на лекување се подобрува. Да подсетиме и дека процесот на акредитација започна од 2014 година. Сите приватни и јавни здравствени установи се влезени во тој процес, но нели секоја установа е во различен степен и во различна фаза. Но добивањето на сертификатот не е еднократна постапка, но што го истакнуваат од агенцијата е дека секој сертификат има период на важност, со цел нели во иднина да се работи на подобрувањето на квалитетот на здравствените услуги. Редовен мониторинг се врши еднаш годишно и од агенцијата потенцираат дека доколку има опаѓање на квалитетот и доколку има бројни поплаки од страна на пациентите, во тој случај сертификатот може да биде и одземен. И пред да се одјавиме уште една информација за нашите гледачи, од клиниката за нефрологија информираат дека успешно се одвива трансплантацијата на бубрезите. Последната успешна трансплантација била извршена минатиот петок. Пациентот е веќе во добра здравствена состојба, а за следниот месец март се закажани 3 трансплантации. Најчесто се одвиваат од страна на жив донор, а на листата на кандидати за чекање во моментов има повеќе од 300 пациенти.